Ураганот Исаја ја погоди Северна Каролина со налети на ветер кои достигнаа брзина од 140 км на час, соопшти Американскиот национален центар за урагани. Исаја беше категоризирана како тропска бура, откако погоди острови на Карибите, но прирасна во ураган од категорија 1 вчера. 2 лица загинаа на Карибите од последиците на Исаја. Повеќе од 27 милиони луѓе во Манила и нејзината околина повторно се во карантин по воведувањето на новите рестриктивни мерки заради спречување со коронавирусот, кој нагло се шири на Филипините. Мерките стапија на сила ноќеска откако бројот на заразени лица во земјата надмина 100.000, а медицинските здруженија го повикаа председателот Родриго Дутерте да превземе нешто во врска со тоа. Нашите здравствени работници не треба да го сносат товарот да одлучуваат кој ќе живее, кој ќе умре, наведуваат лекарите во отвореното писмо испратено во текот на викендот, предупредувајќи дека здравствениот систем е пренатрупан. Деветмина затвореници загинаа, 20 се повредени во бунт во затвор во крајбрежниот град Гвајакил во Еквадор, што се случи синоќа, соопшти затворската управа. Генералниот командант на полицијата Патрисио Карилјо на Твитер напиша дека неколку полицајци се во критична состојба. По соопштението на затворската управа се наведува дека тие мора да го преиспитуваат управувањето со таа институција поради конфликтите меѓу бандите. Управата посочува дека избувнувањето на немирите на групите демонстранти внатре и надвор од затворот е со цел да ја дестабилизираат нивната работа. Кина ќе превземе мерки за одмазда ако сите кинески новинари со седиште во САД бидат принудени да ја напуштат земјата, изјави главниот уредник на Global Times, бидејќи американската страна не ги обновува визите за кинеските новинари. Кинеската страна се подготви за најлошото сценарио, дека сите кинески новинари треба да го напуштат САД, напише Ху на Твитер. Тој наведе дека кинеската страна, доколку тоа се случи, ќе се одмазди, вклучувајќи и американските новинари со седиште во Хонг Конг. Global Times е весник на кинеската владеачка комунистичка партија.